Во Тирана се одржа првиот конгрес на партијата на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција. Едмон Темелко, градоначалникот на општина Пустец, е новиот лидер на партијата. И овој пат сител директно од местото на настанот. Иван Кузмановски јавува од Тирана. Иван, добро вечер. Добро вечер од Тирана. Екипата на Сител денеска беше во Албанија со посебна причина и посебен повод. Првата партија на македонците во Албанија денеска го одржа и својот прв конгрес. Го избра својот прв председател, а го изгласа и статутот на партијата. Нов председател на Македонската алијанса за европска интеграција е господинот Едмунд Темелко со 80 гласа од вкупно 107 делегати кои што беа присутни на првиот конгрес, ја извојува својата прва убедлива победа. Неговиот против кандидат освои 24 гласа, а 3 од ливчињата беа неважечки. Гостин во дневникот на Сител е токму првиот председател на Македонската алијанса за европска интеграција, господинот Едмунд Темелко. Господин Темелко, ако досега бевте прв македонец кој што е градоначалник на општина во Албанија, од денеска сте и председател на првата македонска партија во Албанија. Може би поголем товар за вас, што е она што ќе им го ветите на македонците? Првиот предизвик за вас се парламентарните избори во Албанија кои што се одржуваат во јуни годинава. Што очекувате од тие избори оваа година? Така е, денешниот ден сите македонци во Албанија, сите делегати го имаме како ден празник, бидејќи се одржа првиот конгрес на Македонската партија, Македонска алијанса за европски интеграции, кои јасно и гласно го дадоме својот глас како членови на партијата дека процесот на интегрирање на македонците во политичкиот живот во Албанија продолжува. И за мене е голем предизвик ова убедлива победа, подршка што ми ја дадоа делегатите денес, ми дават за обврска за да му се посветам и да му обратам поголемо внимание на партијата, бидејќи за кратко време сега, времето е многу кратко, каде треба да се вклучиме во коалицирање со едните од двете големи партии. Тоа е веќе поќе од јасно. Денешниот ден е токму круна на целата работа, за да можеме да излеземе на парламентарните избори за нормално, за подобра иднина на македонците овде во Албанија. Повеќе вклучување во институциите на системот, повеќе учење на македонскиот јазик, признавање на македонците надвор од етничките зони и региони. Ќе мора да се бориме во сите институции да докажуваме дека ние сме фактор, постоиме и мора да си го добиеме нашето овде во Албанија. Дали одлучивте со кого ќе коалицирате и дали очекувате барем пратеничко место во собранието во Албанија? Донесовме одлука на Конгресот дека Централниот комитет е тој што ќе одлучи за коалицирање на овие парламентарни избори и во рок од 10 дена ќе го свикам Централниот комитет, каде ќе ги разгледаме двете понуди на двете поголеми партии и ќе видиме каде е поголем интересу на македонците во Албанија, таму и ќе коалицираме. Бидејќи не се само економски прашања битни, се битни и политичките прашања. Во моментот ние водиме на борба за враќање на топонимите на македонските топоними во областа во Мала Преспа. Ќе водиме битки исто така за воведување на настава на македонски јазик во областите Гора и во Голобрдо, кои овие прашања ќе се како предуслов за коалицирање со овие двете поголеми партии. Ќе ви прекинем на кратко, само да напоменеме дека на денешниот прв конгрес на Македонската алијанса за европска интеграција присуствува голем број од македонските здруженија и организации ширум светот, меѓутоа имаше и представници од државниот врв од Македонија. Како дел ги напоменувам заменик министерот за надворешни работи на Република Македонија и секако амбасадорката на Република Македонија во Албанија. Во овие следни неколку минути ги слушаме токму нивните размислувања за веќе одржаниот прв конгрес на првата македонска партија во Албанија. Вие сте по многу нешта први, а првите секогаш влегуваат во историја. И првите секогаш имаат обврска да бидат пример и за вторите, и за третите, и така натаму. Вие сте први. И како такви, како луѓе кои што се организираат, кои што се собраа, кои што имаа желба, кои што имаа волја
и кои што имаа визија да го направат она што овде се случува денес и на нас во Република Македонија, меѓу другото, ни влевате надеж да истрајаме во тешката борба за името, во тешката борба за нашите интеграции и да одолееме на сите искушенија кои ще чекаат Република Македонија. Многумина од вас, како лојални граѓани на оваа земја, и до сега беа вклучени и беа носители на функции во власта, но сега, позади сите вас, застанува организирана партија со македонски предзнак. Така, уште повеќе придонесувате за развојот на Република Албанија како мултиетничко општество, но уште повеќе ги зацврстувате врските помеѓу земјата во која живеете, Албанија, и својата матична земја Република Македонија, градејќи добрососедство, стабилност и просперитет во регионот. Иван, еве најпрви ни од овде од студиото, од Македонија, да искористам шансата да му честитам на господинот Темелко за изборот за лидер на Македонската алијанса. Имам едно прашање со оглед на потребата и на владачката и на опозиционата партија за коалицирање на идните избори. Најпрви, колку членови веќе брои Македонската алијанса и дали ќе се бара оној фамозен попис со оглед на нивната прилично ригидна политика за попишување на населението во Албанија, односно да се стави графа со македонци? Денешниот ден доказа дека македонците во Албанија многу на поголем број се од тоа што се изјавува официјално од институциите на владата во Република Албанија, бидејќи имаше од сите региони, имаше македонци од Корча, од Подградец, од Билишта, од Елбасан, од Драч, од Голобрдо, од Гора, од Тирана. Бројот на македонците е многу поголем. Ние како партија со самото зачленување во нашата партија ќе идентификуваме сите македонци и вистина резултатите на изборите ќе докажуваат од година на година како ќе растат гласачите, така и ќе сузбива таа лоша идеја што е појавена овде дека има македонци само мал број во Мала Преспа. Денешниот ден доказа дека македонци нема само во Мала Преспа, туку има низ ширум, низ цела Албанија. Многу не се замараме околу точните бројки, ние остануваме на ставо и како партија, и како општо како македонски организации во Албанија, мора да има регуларен попис, каде да има графа, кај секој жител во Република Албанија да се изјасни по која националност си припаѓа и тога ќе имаме на јасна слика, статистика околу бројот на малцинствата. Така, денеска на денешниот конгрес слушнавме дека Македонската алијанса за европска интеграција ќе формира своји граници низ целата територија на Албанија, меѓутоа се уште е рано за бројките, еве веќе неполни 2 часа функционираат како партија со сите законски прописи и процедури. Добро, Иван Кузмановски, директно од Тирана, од Конгресот на Македонска алијанса, на која господинот Едмон Темелко, градоначалникот на Пустец, беше избран за лидер на партијата.